Сега ние ќе си продолжиме со разговор во студио и јас ќе му кажам добро утро на градоначалникот на општина Аеродром, Дејан Митевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Може ли да прашам вака за почеток нешто, Вики? Зошто е Аеродром толку многу атрактивна населба за сите кои што сакаат и размислуваат да бидат дел токму од неа? Која е причината? Обично кажува спалната соба на Скопје, место кое што е создадено, концепирано, дизајнирано за живење, за дечиња, со многу зелени површини, многу игралишта, многу паркови. Предпоставувам, развојот на инфраструктурата го прави најатрактивен за живење. Но продолжувате и понатаму. Да, така? Сега ќе видиме што работат во Аеродром, па ќе видиме и зошто се толку атрактивни. Но јас и да го понудам градоначалникот, дали би сакале нешто да се напиете од нашата кујничка која што си ја имаме тука мини, имаме кафе македонско, имаме еспресо. Кафе без шекер ви замолам. Без шекер со задоволство ќе ви подготвам, Вики, повелете. Така е, почитувани гледачи, започнуваме со првиот гостин со мене овде во студиото, првиот човек на општина Аеродром, господинот Дејан Митевски, кој што влегува во неговиот втор мандат во општината, ја продолжува предизборната програма која што му беше ветена на последните локални избори, ја освои максималната доверба на неговите сожители, а денес да видиме зошто токму тој и неговата програма. Добро утро, градоначалник, благодарам што ја прифативте на прва мојата покана да говориме во утринската на телевизија Алфа за сите новости, нови проекти и инфраструктура, секако и зелени инвестиции во општината. Втор мандат, што е вашата визија во вториот мандат? Значи ли тоа дека ја продолжувате онаа програма која што ја теравте во изминатиот период? Има ли новини, нови проекти кои што се започнати во општината? Па ајде од почеток. Да, благодарам прво да ги поздравам гледачите на Алфа телевизија и вас секако. Задоволство ми е што сум повторно гостин во вашата утринска емисија. Втор мандат, односно претходниот не беше цел мандат, беше прилика година и половина, каде што после заминувањето на министерот Мацунски стапив на функцијата вршителна должност градоначалник, за во ноември да добиам максималната поддршка од аеродромци, поддршка за една изборна кампања и ветувања кои што веќе се реализираат во овој период и во наредниот период кој што следови. Се надевам дека до крајот на овој 4-годишен мандат ние ќе можеме со гордост да излеземе пред аеродромци да кажеме дека се она што е ветено, односно за што дале поддршка гласачите ќе биде остварено. Работиме паралелно на повеќе проекти низ сите населени места во аеродром, нешто што е карактеристика за нас. Во моментот во аеродром се отворени повеќе од десетина градилишта буквално, каде што се реализираат најразлични инвестиции. Од спортски сали, доградбени училишта, детски градинки, реконструкција на улици, водоводи, буквално се она што е неопходно за да имаме подобра инфраструктура, побезбедна инфраструктура која што ќе создаде подобри услови буквално за сите жители на аеродром. Така, интересно е да се види дека постојано сте меѓу вашиот народ, постојано сте меѓу оние кои ви ја даваат довербата, колку сте блиски и транспарентни до сожителите, до граѓаните на општина Аеродром, од друга страна колку тие ве чувствуваат блиски и реално да си ги побараат нивните потреби, нивните права од првиот човек и од неговиот тим во општината. Една од карактеристиката и за мене и за моите колеги градоначалници од ВМРО-ДПМН е тоа што имаме редовна комуникација со граѓаните, постојано сме меѓу народот, дали формални, официјални или неофицијални средби, дали средби во рамки на институцијата, односно општината, телефонски повици и така натаму. Граѓаните чувствуваат една слобода и многу често, буквално секој ден, се обраќаат за разноразни проблеми, нешто што најверојатно претходно немале можност да го прават и буквално се обидам да искомуницирам со секој ден кој што ќе се обрати до мене и тоа е принципот по кој што треба да продолжиме и во иднина. Граѓаните, локалната самоуправа ја чувствуваат како најблиска институција. Општината е првата институција каде што граѓанинот го доставува своето барање, бара решение за својот проблем, доставува предлог за нешто подобро, па понатаму се канализира во зависност од
надлежностите дали до градот Скопје, дали до институциите од централната власт, така што и во наредниот период ќе продолжиме да бидеме блиски со граѓаните, затоа што на тој начин можеме да добиеме нови идеи или да видиме проблеми за кои што можеби не сме свесни дека постои. Така, и колешката Слободанка, меѓутоа и јас стојам на тој став дека аеродром се повеќе станува поатрактивен за место плюс за живење таму, за стан плюс за домување. Зошто е тоа така, градоначалник? Сликата за општината е изменета во текот низ годините. Јас се извинувам, веќе пред да одговори градоначалникот, тука се согласуваме. Но тоа е што ги слушаме сите кои што не се наши пријатели, семејство, сите бараат кога сакаат да купат стан или живеат во некој убава населба, ја бираат аеродром. И секоја ви чест, вие си продолжувате, како што еве сега можеме и да слушнеме од разговорот, со сите оние активности кои што си ги имате во план за цртани, за уште подобри услови за сите таму. Продолжете се и на здравје, нека ви е кафе. Благодарам за кафето. Така, колку се измени општината во текот низ годините? Вие постојано сте биле дел од локалната самоуправа, верувам дека и реално сте запознаен со претходната слика на општината и со оваа денес. Аеродром се менуваше, денес е и некако измодернизиран. Јас би рекла некако како град во градот, се имаш што ти е потребно таму и не ти треба централното градско подрачје и воопшто, можеби и поради тоа, меѓутоа, еве, ајде како ќе се движат работите и зошто е атрактивен? Многу често сакаме да кажеме ние од аеродром дека нема потреба да излеземе во центар, токму поради тоа што сите услови и сите потреби можеме да ги задоволиме во аеродром. Аеродром во низ годините се менуваше и се развиваше, генерално во делот на Стар аеродром и Мучирин, каде што сликата е видоизменета драстично од пред 20 години, некои ќе речат на подобро, некои ќе речат на полошо, меѓутоа таа е состојбата и се уште аеродром како општина е атрактивна за создавање и растење на едно семејство. Карактеристично за аеродром што најголем дел од територијата, односно од општината, го задржа оној автентичен лик, односно она автентична урбанистичка пропорција, слика која што го прави карактеристичен аеродром, слика со големи паркови, со големи зелени површини, со многу детски игралишта. Тука ни е кеот на Вардар исто така што придонесува за повеќе активности, одлични училишта, градинки и сето тоа го прави многу поатрактивен за разлика од останатите општини. Впрочем сме и најголемата скопска општина по број на жители, официјално согласно пописот. Во изминативе неколку години, претходниот и овој мандат, малку го забавивме они урбан развој за изградба на нови згради, имајќи предвид дека претходно беше малци префорсирано, односно пренатрупано со изградба на нови згради. Се трудиме да овозможиме една хумана урбанизација, се со цел да ги задржиме овие услови кои што ги имаме како аеродромци и понатаму да станеме најатрактивна општина за живење. Така, верувам дека одговорно и свесно се одвива процесот на урбанизација во општината и дека тоа ви е еден од приоритетите како ќе се движат работите напред. Изминативе 4-5 години ние немаме слика на сечење на дрвја за изградба на згради. Немаме слика на уништување на паркови и зеленило за изградба на нови згради. Многу обрнавме внимание како локална власт да создадеме неопходни услови кои што се примарни за домувањето, не да создадеме нови згради. Тоа беше нашиот фокус во изминатиот период, тоа ќе биде нашиот фокус и во наредниот период. Така, и во насока на зголемувањето на бројот на жителите, тука несомнено ми се наметнува прашањето какви се капацитетите во образовните институции за дечињата, се повеќе млади родители, за кои што тоа е и друга тема, дават и посебни услови, парични надоместоци и средства, меѓутоа и вајде, какви се капацитетите во училиштата, во градинките, се барали место плюс, се чекали за место плюс во градинка во аеродром? Училиштата се генерално со максимално исполнет капацитети, толку затоа работиме на доградба на две училишта во моментов, тоа е основното училиште Блаже Конески во Мичирин и основното училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче, каде што ќе создадеме едни подобри услови за сите дечиња кои што посетуваат настава во тие училишта. Паралелно во наредниот период ќе
извршиме една адаптација на неколку простори во Основното училиште Александар Македонски, се со цел да се обидеме да воведеме едносменска настава, комплетна едносменска настава во целото училиште и сметам дека на тој начин дека ќе придонесеме за подобри услови за сите дечиња кои што посетуваат настава. Што се однесува до градинките, тоа е еден посуштински проблем, односно проблем кој што трае подолг период на територија на општина Аеродром. Многу скоро ќе пуштиме во употреба една детска градинка со капацитет од 400 дечиња и сметам дека во голем дел ќе го решиме проблемот со чекање за уписи на дечиња во градинки, инаку во образовниот процес згрижуваме повеќе од 7500 дечиња во Аеродром, додека во градинките згрижуваме скоро 4000 дечиња и мислам дека имаме најискористени капацитети од буквално сите општини. За наша среќа имаме природен прираст на дечиња постојано и се обидуваме како општина генерално да се фокусираме во тој дел. Така, тоа значи дека и се повеќе млади одлучуваат Аеродром да биде нивното место за живење. Како градоначалник ги привлекувате младите да останат токму во општината? Од друга страна, како се грижите и за другите повозрасни категории на граѓани? Верувам дека има мерки и средства наменети токму и за нив, тука се и пензионерите. Па ете, кои политики конкретно се за младите, кои за пензионерите? Опфатени се буквално сите генерации кои што живеат на територија на Аеродром со различни мерки. Не можам да кажам дека една мерка што ја имаат една генерација исклучува другата генерација, мајќи предвид дека тука се генерално семејство од повеќе генерации кои што живеат буквално во Аеродром. Пред неколку месеци донесовме една многу популарна мерка која што веќе почна да се реализира, тоа е нула комунали за изградба на свој прв дом за младите, нешто што веќе почна аеродромци да го практикуваат со исполнување на одредени едноставни услови. Со одлука на Советот, младите имаат можност да изградат свој дом за нула. Чинам дека ги имавме и првите млади кои што го направија тоа. Веќе имаме еден договор, односно една одлука. Многу скоро ќе има и втора, така што верувам дека во наредниот период ова ќе зема замав и ќе има се поголем интерес од младите да градат свој прв дом и на тој начин сметаме дека директно придонесуваме да ги задржиме младите тука, да се развиваат, да го развиваат своето семејство. Како општина многу ги поддржуваме, особено учениците, каде што даваме бесплатни униформи, даваме бесплатни таблети веќе четврта, односно пета година за сите четврто одделенци, се со цел да придонесеме во процесот на дигитализација во образованието. Даваме парична помош за новороденче, за секој новороденче кој што ќе биде на територијата на општина Аеродром. Родителите добиваат една парична помош, односно символична. Исто така ги поддржуваме и семејствата на прводеленчињата, кои што исто така добиваат одредена парична помош од општината. Веќе оваа година за прв пат ќе спроведеме еден проект заедно со Сдруженијето на пензионери Солидарност, каде што со финансиска поддршка од општината ќе реализираме повеќе активности. На тој начин директно ќе ги поддржиме и пензионерите на територија на Аеродром. Сдруженијето на пензионери е најголемото сдружение на пензионери кој што функционира во Македонија. Навистина има одлични активности кои ги реализира во рамки на својата програма, така што се трудиме буквално да ги опфатиме сите генерации. Ете, верувам дека со овие проекти и информации споделени се опфатени сите категории на граѓани и токму поради тоа и одбираат Аеродром да биде нивното место за живење. Кои се клучните и најнови инфраструктурни проекти, сето она кое што ќе следува накратко, колку што ни дозволува времето, што да очекуваат жителите? Има ли некој горлив проблем на кој што се работи, кој што ќе биде решен во иднина? Неодамна започнавме со доградба на, го споменав пред малку, Основното училиште Гоце Делчев. Ќе биде пуштена за многу скоро време градинката Изврче во Стар Аеродром. Се работи на доградбата на Блаже Коневски. Започнавме процес на реконструкција на 5,5 километри улична мрежа буквално во сите населени места на општина Аеродром. Работиме на 2 нови водоводи со должина повеќе од 2,5 километри, кои што исто така очекувам да завршат во текот на ова лето како инвестиции. Ке започнеме со неколку инфраструктурни проекти во наредниот период. Еден од приоритетите е проширување на мостот помеѓу Горно и Долно Лисиче, поставување на нови детски игралишта, околу 10 се планирани за
оваа година покрај реконструкција на постоечките, изградба на нови калистеника, односно стрит воркаут паркови, еден проект кој што го реализиравме како пилот проект минатата година и покажа дека навистина особено младите имаат огромен интерес за вежбање на отворено и е многу атрактивно. Да, и верувам уште многу проекти во вашата предизборна програма. Посакувам се да остварите, да ја оправдате довербата кај вашите сожители. Нам времето ни е толку, од режија ми најавуваат дека полека треба и да заокружуваме. Градоначалник, ви благодарам уште еднаш. Да се гледаме само за убави успешни проекти и секако за добробит на граѓаните на општина Аеродром. Да, убаво и сето она што имавме можност да го слушнеме, само така продолжете, јас тоа ќе го кажам и нека ви е на здравје нашето кафенце.